Спорот за името Македонија 3 децении создаваше ѕидови меѓу македонците и грците. На 17 јуни 2018 година потписот на тогашните шефови на дипломатии на Македонија и Грција Никола Димитров и Никос Кодзијас и посредникот на Обединетите нации Метју Нимиц стави крај на деценискиот спор, а на сила влезе Преспанскиот договор. 3 години подоцна живееме во нова реалност и со ново име – Северна Македонија. Власта и опозицијата диаметрално поделени. За едните е прозорец кон светот, за другите предавство. Поддржан од меѓународната заедница, а зацементиран од Вашингтон. Американскиот председател Бајден дури нареди и замрзнување на имот и забрана за влез во САД на лица кои работат против договорот. Добар ден, гледате Европат. Останете со нас. Спогодбата потпишана во селото Нивици на крајбрежјето на Преспанското езеро, освен промената на уставното име, донесе и промена на името на личните документи, патоказни табли, гранични премини, аеродроми, државни институции, табли за дообјаснување на споменици дека и припаѓаат на античката хеленска историја, нови регистарски таблички. Грција пак се обврза да не ја блокира Северна Македонија во меѓународните организации. И кај нас, и во Грција спогодбата не беше лесно прифатена. Тогашната грчка опозиција, а сегашна власт, партијата на Киријакос Мицотакис Нова демократија, го оспоруваше, но го применува договорот. Разговараме со Ангелос Сиригос, пратеник од Нова демократија, актуелен заменик министер за образование. Во грчката јавност познат како професор по меѓународно право и надворешна политика. Добар ден и добро дојдовте. На 17 јуни заокружуваме трета годишнина од потпишувањето на Преспанскиот договор. Каква порака имате да испратите до македонските власти и граѓаните на сега Северна Македонија? Well, the agreement has been signed. We have to see its implementation. I think we still need to do a lot of work in this field. It is not satisfactory what has been done until now. And imagine that this was not a very satisfactory agreement neither for Greece nor for Northern Macedonia, for different reasons. So we still need to take concrete steps towards the implementation of the Prespa agreement. По промената на името Грција направи чекор со ратификацијата за НАТО, но работата застана тука. До каде се меморандумите кои треба да поминат во грчкиот парламент? Што кочи? The two memoranda, if I'm not wrong, there are not three, if I'm not wrong, are not important steps. The most important step has been already been taken as it concerns your country. And this has to do with the issue of the participation of your country in NATO. The second important step for Northern Macedonia is the European Union. And it seems that there are serious issues between you and Bulgaria. It has nothing to do with Greece, which shows that there are still problems in the area. Во неколку наши разговори во врска со промената на патните знаци во Грција, на кои се уште стои фирум, спомнавте дека тоа се решава на локално ниво. Зошто се уште се чека? Што треба да направи централната власт за локалните власти да преземат мерки? И дали имате волја за ова? To be honest, I do not consider this as very important. It will change, but I do not consider this as very important. I consider much more important what is happening, for example, with the history books. This is something really important because it has to do with young generations. It depends on the local authorities. I understand that there is a serious issue on our behalf, the fact that in the Prespa agreement the name Macedonia was not used in relation to Greece, it was only used in relation with your country. And this is something that annoys the people of Greek Macedonia. And I believe this is the reason behind the fact that there are still road signs holding the name Fyrom and not Northern Macedonia. But as I said, this is not important. We have to work for the future, and the future is prepared in the schools.
In the schools, there are problems with the history books. In the schools, there are difficulties between Bulgaria and North Macedonia. What is taught in the young children, this is the area where we have to work. Атина во 2020 година го смени составот во Македонско-Грчката комисија за образование и историја. Зошто? И дали овој потек беше за да се забави работата на комисијата? There was a change of government. I think 2 members were replaced, but the problem is not the fact that 2 members of this committee have been replaced. Have you ever questioned what was the situation in the discussions between the 2 parties? Because from what I have heard and I have read, it seems that there were many problems and there was great reluctance on behalf of Northern Macedonian part to discuss various issues which were connected with the school books. Нова демократија беше против Преспанскиот договор. Во Северна Македонија и во Грција луѓето се уште се многу сензитивни по ова прашање. Што би промениле од оваа перспектива? Well, to be honest, we have not seen yet how the Prespa agreement works, for a very simple reason. In Greece, we have a change of parties, and although we have a party which was against the Prespa agreement, we accept it as an international agreement and we continue in its implementation. In Northern Macedonia, the party which signed the Prespa agreement is still in power. We shall see how the Prespa agreement works in the future if another party comes to power. This is the testing point between the 2 countries. Another party to come into power. This is the important part. Now, as it concerns the Prespa agreement, as I have said in our conversation in Athens, my problem is that we use the name North Macedonia, and at the same time, we are using the name Macedonia to describe the language or the ethnic, the citizens of the country, which is, from my point of view, a mistake. If we have North Macedonia, then the citizens should have been called North Macedonians and the language North Macedonian. And again, from my perspective, I do not think that we should have entered in a discussion whether the language spoken in North Macedonia is a dialect or a language and to which language group belongs. It is an issue that has nothing to do with international relations. Како гледате на проблемот со Бугарија и дали грчката влада навистина може да биде посредник во решавање на спорот? I think it is a good opportunity for Greece to try and mediation, but it seems that the problem has very deep historical roots, and it is very difficult to solve problems with deep historical roots. Sometimes you have to learn to live with these disagreements, these differences, and continue your life. I hope this will be the situation between your country and Bulgaria, because I do not think it is very easy for these problems to be solved. Ви благодарам за разговорот. Good night. Алексис Ципрас ја загуби власта на секое ниво во Грција. Доживеа дебакал на европските, парламентарните и локалните избори во земјата. 3 години подоцна, додека се фрлаат стрели помеѓу Атина и Анкара, сегашниот опозиционер и лидер на Сириза Ципрас вели дека без Преспанскиот договор ќе имаше експанзија на Турција во регионот. Зборуваме со Јоргос Катругалос, пратеник во Грчкото собрание и последен министер за надворешни работи на Сириза пред да замине во опозиција. Добар ден и добро дојдовте. Грција, за разлика од Северна Македонија, има далеку помала и побезболна задача во однос на Преспанскиот договор. Зошто уште не е завршена? Well, it is true that there are delays in the implementation of the agreement. However, the important thing is now
that the agreement is not anymore disputed by New Democracy, the governing party, and not only because it is an obligation under international law, we have statements by ministers of the government which are supporting its positive impact on the stability of the area and more generally at the bilateral and the multilateral relations. We have criticized the government, it is true, for delays regarding, for instance, the committee on the school books or the committee on the commercial products. But I would not like to speak more analytically for domestic issues in an interview abroad. What I told you is my first and, let's say, more important evaluation of the situation, the fact that now the agreement is beyond dispute, beyond political dispute. Грчкиот тим од Комисијата за образовни прашања се промени по промената на владата. Дали политиката замеша прсти? Зошто? We have criticized at the parliament both the delay and the change of the composition of this committee. We have stressed the obvious fact that we have important provisions that should be respected, both regarding our national interest and the respect of international law. I hope that this committee is going to produce soon its important work. When I have been at the Ministry of Foreign Affairs, we have exchanged notes with my counterpart at this time so as to have completed this work already in September 2019. There is an important delay. Преспанскиот договор досега служеше како основа за изборни пресметки во двете земји. Дали Сириза политички ја плати цената за Преспанскиот договор со пораст на изборите? There was a political cost for Syriza for promoting what we consider to be an historic agreement. And this is due to a very demagogic criticism that we have suffered during the pre-electoral period. And it was demagogic exactly because Prime Minister Mitsotakis knew that all the advantages of the treaty. He knew that his father has supported a similar solution. So we do not have remorses for that. We made what was historically good, both for our country, both for our country at North Macedonia, but also for the stability in the whole region of the Balkans. And it was also a message sent to all other countries in the area that the disputes can be resolved through dialogue and respect of international law. Нова демократија беше против Преспанскиот договор. Дали сега владата на Мицотакис има волја за навремено имплементирање на спогодбата? This will has been reconfirmed at the parliament when we have asked parliamentary questions at the meeting between Prime Minister Mitsotakis and Prime Minister Zaev. Despite the delays, I'm very confident that the agreement is going to be implemented. И Бугарија го вмеша Преспанскиот договор, прво беше пречка во работата на Комисијата на историчарите, потоа екс-шефицата на дипломатијата Захариева имаше изјави дека Северна Македонија не го почитува. Како гледате на ова и дали официјална Софија треба воопшто да се меша? Well, regarding Prespa agreement, it's obvious that any other third country does not have a say. Regarding the more general issue of historical problems in the area, I would like to remind you a very good saying of my predecessor at the Ministry of Foreign Affairs, Nikos Kotzias, who was saying that history should be a school, not a prison, for all the peoples in the Balkans, more generally, for all the peoples in the world. Во однос на спорот со Бугарија, кој е вашиот став? My position is that all disputes should be resolved through dialogue
and by respect of international law and, of course, the sovereignty of each country. And this is a general rule. It is even more compelling for neighboring countries, which are going to be, in the immediate future, I hope for you, members of the European Union. Вие бевте последен министер за надворешни работи пред СИРИЗА да оди во опозиција. Што треба да направи според вас сегашниот шеф на грчката дипломатија Ден Диас во однос на помош и поддршка за спорот со Бугарија? As a government of Syriza, we have promoted especially multilateral schemes of cooperation in the Balkan area. That is meetings between all the countries that are our neighbors. So we have in many cases had the occasion to discuss not just at bilateral level but also multilaterally with Bulgaria, with North Macedonia, with all the other countries of the region, not just for the European perspectives of those countries who are not yet members of the European Union, but for all issues of collaboration. The government of New Democracy has continued, maybe not with the same, let's say, zeal as we have done, but they have continued this policy because it's now a Greek policy. And I'm sure that Greece is going always to be here as a honest mediator between any kind of conflict that Balkan countries are going to have. It is our obligation, both as a neighbor and as the most ancient member of the European Union in the area. Господине Катругалос, ви благодарам за разговорот. That will be a pleasure. Many thanks. Дали од денешен аспект пред 3 години можеше да се игра на различна преиспанска карта во однос на обезбедување на гарантиран датум за почеток на преговори со Европската Унија? Во следното интервју разговараме со Андреја Стојковски, директор на Институтот Преспа. Господине Стојковски, докаде сме со имплементацијата на Преспанскиот договор? Веројатно клучната работа која што требаше да ја направиме, односно за која што беше потпишан Преспанскиот договор, ја завршивме со усвојувањето на уставните амандмани и промената на уставното име на државата. Тоа беше клучниот елемент на договорот кој што беше завршен. Меѓутоа, ако се потсетиме на насловот на договорот, на вистинскиот наслов на договорот, не Преспански договор, тој беше за конечно разрешување на спорот околу името, меѓутоа и за воспоставување на стратешко партнерство. Елементот на воспоставување на стратешко партнерство по мене лично никогаш нема да заврши, бидејќи секогаш можете да надградите уште нешто ново, така што таму имаме веројатно уште многу што да работиме. И кога зборуваме за промената на името и конечното воведување на Северна Македонија или Република Северна Македонија како име во сите области, во сите политики, и тоа, ако се сеќавате добро, зависи од моментот на пристапувањето на Македонија на држава во Европската Унија и на усогласувањето или затворањето на секој од поглавијата за кои што се преговара во пристапувањето во ЕУ. Дали има нешто што кочи во моментот? Што станува со оние комисии за историски образовни прашања за трговските марки и така натаму? Баш утрово ги проверував уште еднаш јавно достапните документи кои што му следуваат или го следат договорот. Успеав да видам неколку меморандуми за соработка кои што се потпишани помеѓу двете држави, одлуки кои што ги следат тие меморандуми за соработка. Знам со сигурност дека беше воспоставена барем една од работните групи, она што требаше да зборува за трговските прашања, односно за трговските марки. Сигурен сум дека има и други воспоставени комисии или работни групи кои што треба да работат на прашањата. Она што веројатно најповеќе ме радуваше уште веднаш по усвојувањето на уставните амандмани беше воената соработка која што се воспостави, и тоа беше дел од НАТО соработката, заштитата на македонското небо од воздухопловството на Република Грција. Така што има многу работи кои што можат да се сторат дополнително, меѓутоа од она што можеме да го видиме веќе се работи. 3 години подоцна живееме во една нова реалност со ново име Северна Македонија.
Колку е прифатливо новото име од страна на политичките партии, од страна на граѓаните? Ако се навратам наназад, пред една година, за време на преодната влада, имаше министри од техничката влада кои што не го употребуваа новото име. Тоа е веројатно најтешкиот момент од имплементацијата на договорот. Ќе треба да помине многу време за луѓето овде да научат за уставното име на државата. А ако сакаме така да го наречеме, да ја прифатат промената конечно. Видовте и мене ми се случи да го погрешам името или да го употребам старото име на државата. Тоа ќе оди бавно. Ќе биде потребно неколку генерации за да можеме конечно да престанеме да зборуваме. Се додека јас лично или некои постари од мене на нашите деца и внуци им го споменуваме старото име, ќе има можности некој од нив да ги повторува таквите зборови или да го повторува тоа име. Кога зборуваме за прифатеноста општа во јавноста, веројатно е многу потешко да очекуваме вистинско прифаќање, затоа што ако зборуваме меѓу нас, исто така не треба да чувствуваме никакво ограничување да го употребиме и старото име, затоа што зборуваме јас и вие како соговорници сретнати во приватен разговор. Во однос на прифатеноста на името пак во службена употреба, тоа е веќе за мене завршена работа. Мислам, можеме да зборуваме до бесконечност колку е договорот штетен, ако сакаме, или можеме да го користиме дискурсот на некои од политичките партии да зборуваме договорот е штетен, тој ни прави ваква штета или ни нанесува проблем, ни отвара нов проблем во следниот чекор во односи со други држави. Меѓутоа, тоа е завршена работа. Назад, враќање од уставните амандмани не може да има, или пак ако некој се обиде тоа да го направи, ќе му биде исклучително тешко. Еве земете за пример последната извршна наредба на председателот на САД Џозеф Бајден од сношти беше објавена, во која што се зборува за продолжување на состојба на национална итност, National Emergency во САД околу безбедноста, се зборува за Западен Балкан и при тоа се наведува дека сите оние правни и физички лица кои што ќе зборуваат или ќе го попречуваат имплементирањето на важни меѓународни договори кои што го гарантираат мирниот развој на овој регион, ќе бидат ставени на црна листа, ќе бидат прогласени за непожелни личности, ќе им биде блокиран нивниот имот или пак ќе им биде забранет влезот во САД. И сега, ако ова го знаеме, тогаш ајде да се запрашаме колку од политичките партии во државава зборуваат во своите изборни програми за обврска дека во услови да бидат победници на изборите, ќе го вратат, односно ќе го поништат Преспанскиот договор. Никогаш тоа нема да се случи. Прво ќе биде многу тешко да се дојде до власт, затоа што знаеме како се составува влада во држава. Не се составува влада само од победникот на изборите, туку се составува влада ако успеете да создадете коалициска можност за да го поминете прагот од апсолутното мнозинство. Тешко ќе оди тоа. Може би ќе дочекаме да видиме лица кои што отворено зборувале или пак го попречуваат имплементирањето на Преспанскиот договор на црна листа, ама враќањето на името и неговото неприфаќање е веќе завршена работа. Така. Како ги оценувате односите помеѓу сега Северна Македонија и Грција? Има ли подобрување на климата за соработка? Ако гледаме економска соработка, Грција беше традиционално добар економски партнер за државава. Дури по самостојувањето во еден известен период, подолг временски период, Грција беше најголемиот странски инвеститор во држава, имаше сериозно, видливо економско присуство. Ние правевме едно истражување минатата година, баш да го видиме економското присуство на држави, мислам да го видиме економското присуство, да видиме какво е присуството на повеќе странски држави, меѓу кои и Грција. Успеавме да видиме дека има еден период во кој што таквото присуство на Грција се намалува,
Иако можеби не толку економското присуство, ама сепак присуството на Грција во трите димензии во кои што следевме, економија, политика и култура или меко присуство, се намалува. Сега веќе повторно се забележува трендот на пораст и јас лично очекувам дека тоа ќе продолжи да расте и понатаму. Споменав некои од договорите за кои што работевме, она за кои што се потпишани, она за што не спомена воопшто е разменските посети. Тоа исто така покажува колку односите помеѓу државите се добри. Ме радува фактот што премиерот Заев беше во посета на Грција, имаше средба со премиерот Мицотакис. Ќе бидам уште порадосен ако Мицотакис дојде во Скопје на посета на држава, официјална посета во држава, затоа што тоа ќе направи многу поинаков сигнал. Ако претходната посета на Заев на Атина беше знак на добра волја или на отвореност за соработка, посетата на Ципрас повеќе беше сватена како одговор на таа посета и можеби задржување на истата линија на политики која што неговата политичка партија го имаше кон државава. Ако дојде Мицотакис овде, тоа ќе биде веќе нов почеток за нов или подобар, позастилен развој на односите. Договорот за Александрополис е исто така показател за начинот или за насоката во која што ќе се развиваат овие односи и јас лично очекувам дека тоа ќе продолжи токму така. Пред малку зборувавме за односот на граѓаните. Во минатогодишното истражување кое што го правевме околу присуството на државите, се обидовме да го видиме имиџот кој што тие држави го имаат кај нашите граѓани. Точно е дека Грција не се појавува во листата на најдобри пријатели, оние кои што нашите граѓани на прва ги кажуваат држави. Меѓутоа, ако го погледнете конкретно асоцирањето на граѓаните во однос на Грција општо земено и во однос на Грција како односи помеѓу државите, ќе видите дека има благо поместување. Кога зборуваме за однос асоциација за Грција, тоаш главната асоциација за речиси 50% од граѓаните, значи половината од нашата популација, Грција ја гледа низ призмата на туризам. Така. Ако бараме вето, спор за името или таков наратив, тогаш тоа е речиси незабележително. И тоа ми дава за право исто да имам некаков оптимизам во однос на односите со Грција, во иднина и развојот на тие односи. Во моментот имаме една отворена врата. Северна Македонија е членка на НАТО, но вратата кон ЕУ е се уште затворена, овој пат од Бугарија. Ако се вратиме 3 години наназад за предпотпишувањето на спогодбата во Нивици, дали Северна Македонија можеше да игра на друга карта за да обезбеди датум за отпочнување на преговори со Европската унија? Една работа која што ја размислував последниве неколку денови, за тоа немам никаков здрав аргумент кон зошто требало да го направиме, само ми дојде како идеја, можеби требаше да бараме договорот, преспанскиот договор да биде гарантиран и од ЕУ или да го усвои ЕУ, да биде страна во договорот, ама тогаш ќе си направевме веројатно многу повеќе штети во друга насока. Во таа смисла, мислам дека Грција беше совесна преговарачка во договарањето на преспанскиот договор. Ги исполни своите обврски, барем од аспект на нашето пристапување во членство во НАТО, стои на договореното кога зборуваме за ЕУ. Гледаме дека во последно време е една од државите кои што најсилно се застапуваат за проширување на ЕУ, вклучувајќи и отворање преговори со држава. Така што тоа е добриот пристап. Не гледам дека сме можеле да сториме нешто поразлично, што ќе ги обврзало сите други членки на ЕУ однапред да ја прифатат Македонија како членка на Европската унија. Пак се вративме на темата колку граѓаните го прифаќаат името, повторно го употребив старото име. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Тоа беше се од ова издание на Европат. Останете со програмата на телевизија 24.